Почитувани, се влошува билансот на здравствените параметри поврзани со епидемијата на корона во Македонија. За еден ден имавме 40 нови заразени од корона и значително зголемување на бројот на активно болни од COVID-19. Деновиве имавме и починати. Бројките се влошуваат секое деноноќе, а доколку се споредиме со држава со приближно ист број на жители како што е Словенија, имаме навистина лоша бројка со оглед на фактот дека Словенија нема ниту еден ново заболен на изведени 909 тестирања. Дополнително, Словенија е земја која што е непосреден сосед со најголемото европско жариште во Северна Италија. Уште еден податок за споредба, Хрватска и Албанија, земји кои неколку пати имаат поголем број на население од Македонија, за едно деноноќе имале само 2 заболени, а кај нас бројката е значително поголема. Вкупниот број на заболени кај нас достигна 1898 лица, а бројот на починати е 111 лица. При тоа треба да се земе во предвид дека Македонија е на самото дно во регионот по тестирање на милион жители, што го зголемува стравот дека ниту здравствените власти, ниту јавноста немаат јасна и вистинска епидемиолошка слика врз основа на која може да се превземат конкретни здравствени чекори. Сите вклучени во борбата со епидемијата, здравствените власти, мора да ја остават политиката зад себе и да не подлегнуваат под притисоци и диктати на Зоран Заев и Венко Филипче. Треба соодветно да реагираат на загрижувачката состојба во која се наоѓаме. Тоа подразбира зголемување на бројот на тестови, тестирање на ризичните групи и масовен скрининг. Никој не може да го стави здравјето и животот на граѓаните во залог за нечија политичка кариера. Ви благодарам.